А ние со следна содржина, колешката Сузана Апостолова утрово ја имавме на терен од Скопје, заедно со колегата Мартин Николовски. Сузана, последно линковско вклучување, зборуваме за деновите на медиумска писменост. Поздрав, Ване, до тебе и до нашите гледачи. Во уште едно линковско вклучување се наоѓаме во просториите на МАПАС и во наредните минути разговарам со господинот Дарко Саздов, член на Советот на експерти на МАПАС, а поводот е 15 септември, денот на пензиската свесност, ден за кој Агенцијата за супервизија на капитално-финансиско пензиско осигурување организираат низа настани за да ги едуцираат граѓаните на оваа тема. Господине Саздов, добро утро. Добро утро и на вас, и на вашите гледачи, и поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија и благодарност што преку вашиот јавен сервис ќе може да ги пренесеме пораките за капитално финансирано пензиско осигурување и општо за пензиското осигурување во нашата држава. Вие сте член на Советот на експерти на МАПАС, па би сакала на самиот почеток од разговорот да ни кажете што представува денот на пензиска свесност и зошто е важен овој ден за јавност и генерално колку граѓаните се запознаени со можностите. Така. Денот на пензиска свесност агенцијата го организира веќе во континуитет минатите години со различни концепти. Така што оваа година исто така се одбележува преку денот 15 септември, кој на меѓународно ниво е опфатен како ден за пензиска свесност. И како настан сакаме да се подигне свесноста кај граѓаните и кај членовите и осигурениците дека на време треба да се обезбедува средства за времето кога ќе се оди во пензија. Со тоа што преку ваквите настани едноставно се поттикнува планирањето за иднината, едноставно граѓаните не само кај нас и на меѓународно ниво, статистиката покажува дека за пензија размислуваат непосредно во годините кога ќе ги исполнат годините за старост. Всушност треба да се размислува од самиот почеток на работниот век, што би се рекло, работниот стаж. Па така овие настани ги користиме да ги запознаеме со правата и можностите и обврските што ги има еден тростолбен, модерен, трансформиран пензиски систем како што го има во нашата држава. Во секој тој столб има права и обврски и можности. Потоа преку ваквите настани се гради доверба помеѓу граѓаните и институциите дека треба транспарентно и во непосредни контакти да се запознаваат граѓаните и јавноста за пензиското осигурување. Исто така преку ваквите настани гледаме да се намали можноста ризиците од сиромаштија во времето на пензионирање. Она што е најважно граѓаните да ги добијат вистинските и точните информации за можностите кои што им ги нудат пензиските фондови, со тоа што и тие сами би одбрале каде би сакале да партиципираат и на тој начин да се обезбедат сигурни и безбедни пензионерски денови. Апсолутно, се согласувам и преку ваквите настани ги поттикнуваме членовите да се заинтересираат, да проверат во кој пензиски фонд членуваат, дали нивните средства се уплаќаат редовно, дали тоа што го имаат договорено со работодавачот редовно се уплаќа и дали тие износи се согласно договореното помеѓу нив во текот на годината. Ги информираме за последиците доколку нема редовни уплати на пензиското осигурување и сите понатаму активности што во моментот кога ќе станат членови. Дали да проверат како пензиските фондови им ги инвестираат средствата, кои им се надоместоците, во кои харти од вредност се инвестираат, дали се задоволни од приносот кој го остваруваат пензиските фондови, дали едноставно даночни поволности имаат или се плаќа данок на нивните средства. Ги поттикнуваме за проактивен начин на активност кон пензиското осигурување. Да не мислат дека да не остават на случајност дека некој друг и ќе им обезбеди пензија и дека не треба воопшто да се грижат за. Тоа е од една страна
активност од кај членовите, да се поттикне да размислуваат, а од друга страна, преку ваквите настани и институциите се поттикнуваат на транспарентност, доверливост, едноставно отчетност на податоците кои треба да им ги достават на членовите и на јавност. Ако велиме дека не треба за пензија да се размислува в последните денови од работниот стаж, тогаш би сакала и да ми кажете како МАПАС комуницира со младата популација која што треба да биде подготвена на ваквите чекори. Да. И младите и возрастните, агенцијата има неколку начини кои редовно ги применува во комуникацијата. Имаме идентификувано неколку целни групи како кај младите, така што и активностите што ги спроведуваме се во таа насока. Така имаме средношколци, млади средношколци кои веднаш после средната школа се вработуваат, така што тие се една целна група. Потоа имаме студенти и универзитетите каде што дури студентите во текот на студиите започнуваат со работа, а тек и после завршување на факултетот, потоа вработените. И така што за секој од тие целни групи имаме различни канали на информирање. Така што за одредена група на граѓани побитно е непосредниот контакт, како што ги имаме ваквите настани. Кога во непосреден контакт им ги објаснувате работите, така што и како агенцијата, така ги поттикнува пензиските друштва во непосреден контакт каде што е потребно со лицата да се комуницира и да им се објаснат работите. Во другите начини на комуникација, само да кажам дека покрај непосредниот имаме дигитализацијата сега многу брзо се развива, така што предизвик е со младите да комуницирате. Особено ги имаме кратки видеа и иконографи. Се што е дел од информативниот материјал за да може да им се понудат повеќе информации на сите целни групи. И ги користиме социјалните медиуми, особено Facebook, Instagram и YouTube за поблиска. Едноставно не недостасуваат информации, само треба да сакате да се информирате и сето тоа ќе стигне до вас. Интернет страната е доста интерактивна, каде што има многу информации, каде што можат да се добијат како за агенцијата, така и за пензиското. При крај на разговорот само уште еднаш ќе повториме денот на пензиската свесност, многу значаен за јавноста, за информираноста. Ќе имате активности кои што се планирани за настанот во градски парк на 14 септември. Споменавте дел од оние активности кои што ќе бидат можност за запознавање и информирање на граѓаните, но еве на самиот крај, која ќе биде вашата порака до младите, но и до сите граѓани? Па, она што е и таа пораката што е за оваа година на информативната кампања што ја спроведува за денот за пензиска свесност, тоа е троши паметно и штеди уште попаметно. Одговараме на прашањето дали може повисока пензија, се разбира дека може повисока пензија и она што е битно, времето е клучен фактор. Значи штеди денес, уживај утре. Она што е битно за младите дека уплатата на придонесите е инвестиција во пензиското осигурување за сигурна пензиска иднина за времето на пензионирање. Ќе ги поканиме нашите граѓани на 14 септември да бидат во градскиот парк и да бидете дел од настанот кој што ќе го организирате. Само кратко. Ја користам приликата да се благодарам и да ги поканам преку вашиот медиум граѓаните и јавноста на 14 септември од 11 часот, негде 2 до 3 часа има као музички настан кој на одредени локации ќе има представници од агенцијата каде што ќе може да одговараат на сите прашања што ќе ги имаат јавност и граѓаните. Дарко Саздов, ви благодарам многу за гостувањето и за информациите за нашите гледачи. Многу ви благодарам.